Гради без дозвола, па легализирај. Една ваква воспоставена пракса всушност е беззаконие во градежништвото. Ова е објект во Кочани. Непознат инвеститор започнал да гради пластеници за производство на марихуана вреден околу 15 милиони евра. Објектот е стопиран, но општинските власти треба да објаснат како дозволиле воопшто да се започне градба без соодветна документација. Изведувач на градежните работи е фирма од населбата Оризари. Деловни објекти кои никнале во земјава како дивоградби се 954. Легализацијата на нелегалните објекти во собрание помина како народната поговорка «Сложни попови и во петок мрсат». За овој закон гласаше и ВМРО ДПМН, иако скоро сите останати законски проекти на владата на СДСМ не ги гласаше. Системски мислиме дека штетно влијае на среден и на долг рок донесувањето на вакви закони. Значи, еднаш да се донесе, да се помогне на народот, нели, трансформација на земјиштето, приватизација, отварање на приходи за државата преку данок на имот, остварување на правата на граѓаните да бидат, нели, свој на своето, и сите убави и позитивни страни што ги носи тој закон. Но доколку тој закон продолжи еднаш, два пати, три пати, па еве скоро деценија или влегуваме во втора деценија на примена на тој закон, тогаш веќе, знаете, постои опасност и се појавуваат девијации и злоупотреби или нели простор да се манипулира. Од 2011, кога е донесен законот за постапување со бесправно изградени објекти, истиот е изменет дури 12 пати. Измените претежно се однесуваат на роковите кои опфаќаат легализирање на објекти и се донесени во пресред на парламентарни или локални избори. Сега владата предложи целосно нов закон за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, кој ја регулира истата материја. Официјално се тврди дека со претходниот закон неколку пати е продолжуван рокот за доставување на барање со потребната документација. Меѓутоа, од причини што голем дел од барателите не ја доставиле потребната документација во законски утврдените рокови, дел од објектите и понатаму останале без правен статус. Иако власта се обидуваше да го камуфлира законот како социјален, сепак голем е бројот на објекти во сопственост на бизнис заедницата. Дали легализацијата е средство за изборно подмитување на гласачи и бизнисмени? Или, како што вели професорката Рената Дескоска, тука можно е да има и собнеж за корупција, а со самата легализација се легализира и корупцијата. Бесправното градење, особено во оние ситуации каде што можете, а не сте извадиле градежна дозвола, имате изграден објект кој што очигледно израснал објект, имате веќе неколку луѓе на кои што паѓа сомневањето на корупцијата. Едно е оние кои што го толерирале, тоа се инспекциите, значи толерирале таква градба, и вие со легализацијата на таквите објекти кои што требале се во урбани средини, требало да добијат градежни дозволи воопшто, значи се спротивно очигледно на урбанистичките планови што не добиваат, никој не ги руши, ги толерира. Со нивната легализација легализирате корупција, очигледно во инспекторските служби, корупција во општините и криминал на оној кој што гради спротивно на законите. Законот одредува дека градењето на диво е кривично дело. Ана Петровска, директорка на Инспекторатот за животна средина, прашува дали легализацијата на нешто што претходно било нелегално може да спречи на тамошно бесправно градење. Некој се одлучува да гради заради тоа што добива сигнал од општинските власти дека нема да му се изврши инспекција, односно нема да добие решение за рушење. Во законот е дозволено еден барател да легализира повеќе објекти. И сега, ако некој се осмелил да изгради повеќе објекти без дозвола или спротивно на дозвола, тој навистина според мене треба да сноси кривична одговорност, а не да му се дозволи објектите да му се легализираат еден по еден, како што всушност е определено со овој предлог закон, односно со ова законско решение.
Овој закон го продолжува рокот за легализирање на диво изградените објекти за уште 5 години. Во законот стои дека ова ќе важи за оние кои се изградени до 2011 година, а барањата за легализирање до општините биле доставени до 2018 година. Останати се уште 140.000 нерешени предмети, односно доставени барања за легализација до општините. Но премиерот Зоран Заев вели дека бројката за легализација на објекти за домување на социјални случаи е околу 50.000. Што е со останатите 90.000 објекти? Можеме денеска да донесеме, еве дослухот на јавноста си вие, новинарите и медиумските работници, и да кажеме стоп на легализација. Нема дилема, но тоа значи од утре овие градоначалници, транспорт и врски да рушат. Мора да срушат 50.000 домови. Аз го кажувам тоа, таа е одлуката. Пред која што сум исправен јас, градоначалниците и сите. Ќе ги срушиме овие 50.000 домови или ќе дадеме можност да се легализираат со тоа што викаме овој пат 50% повеќе ќе платат сите што не се под прагот на сиромаштија, опфатени како центрите за социјални работи и слично. Но се чини пракса во земјава е бесправно да се гради. Како резултат на една ваква политика, само во изминативе 10 години, според податоците на Државниот завод за статистика, во земјава никнале 9846 дивоградби. Од нив на објекти за домување се само 2035. Дескоска вели дека самиот закон праќа лоша порака. Прво, не може никако да пратите порака дека ставате крај на дивоградбите ако ги легализирате. Таква порака може да се прати само со рушење на дивоградбите. Факт е дека претходниот закон кој што постоеше исто таква порака сакаше да прати, ама не успеа во тоа. Ако е така, и ако има одредени објекти кои што заради социјални причини биле изградени во времето на носење и на примена на тој закон, ама ете луѓето заради социјални причини не успеале да ги изградат, да ги легализираат, во тој случај може да се воспостави процедура што ќе се предвиди дека тие објекти кои што биле опфатени со тој закон заради социјални причини сега без надомест ќе се легализираат и слично. Владата најави па ги повлече измените на законот за градба, со кои предвидуваше легализација на над 50.000 градби без дозвола. Во пресрет на локалните избори, предвидени за во октомври оваа година, јавноста увиде дека целата иницијатива има изборни цели. Несогласување за донесување на законот има и од пратениците на Дом. Маја Морачанин, претседател на партијата, вели дека законот се коси со правото и практично представува упат во правниот систем. Ова е дискриминирачки во однос на сите оние граѓани кои ги почитуваат законите и тие се чувствуваат обесправени, вели таа. Самото име на законот правно да се направи легализација на бесправно изградени објекти, укажува дека тоа не е во ред. Тоа е едниот елемент од аспект на упадот во правниот систем, но исто така и од аспект на урбанистичкото планирање и планирање на просторот. Мислам дека после 10 години можност за легализација, бидејќи има такво решение од 2011, навистина треба да ставиме крај на легализацијата, бидејќи се види дека и покрај тоа што било возможено да се легализираат објектите со закон, се уште во овој период, минатите 10 години, продолжи бесправното градење. Значи, законот не ја оствари целта дека она што е изградено до 2011 ќе се легализира и тука ќе се сопре. Најавата на премиерот Заев дека со ова ќе се решат прашање на многу социјални случаи не смее да биде алиби за оние кои преку легализацијата бараат начин да избегнат плаќање на давачките. Дивна Пенчич од Факултетот за архитектура вели дека не смее да се дозволи било каква легализација во заштитени зони или културни предели. Ако е социјална овој закон се однесува на оние социјално загрозени категории, че ни подразно не смее да стои во законот базени и пратечки објекти, гаражи и не знам што, кој социјален случај уште базен му фали во животот. За овие населби каде што имаме навистина доста семејства од загрозени социјални случаи, каде што не е проблемот дека тие не знам колку многу диво граделе, дека едноставно еве се зашутал Ризари, знам за делови каде што таму имало планови од 65 па до некое време 80, но потоа немале средства, немале можност, никој не се грижал во оваа држава таму да се донесат урбанистички планови.
Ама затоа да се гради на Тиквешко езеро и во Охрид, нели во сред езеро да влеземе, таму сме имале интерес. И додека јавноста дебатира за тоа дека не треба да се легализираат диво изградени објекти, особено во заштитени зони, председателот на Алијанса за албанците Зијадин Села го обвини градоначалникот на Струга Рамис Мерко дека почнал на диво да си гради викендици покрај брегот на Охридското езеро. Исклучително алармантно бетонирање на брегот на Охридското езеро, светско наследство на УНЕСКО. Граѓаните известуваат за 5 викендички кои најверојатно ќе ги градат градоначалникот и неговите роднини во кампот Ливадиште, на земјиште во сопственост на Електрани на Северна Македонија. Заменик директорот на ЕСМ е од редовите на ДУИ. Овој нов урбан и еколошки криминал доаѓа само неколку недели откако нивната партија го објави своето ребрендирање како Зелена партија. А само пред непол месец, заедно со вице-премиерот Артан Груби, токму Мерко изјави дека во Струга нема дивоградби. Тој тогаш уриваше некои платформи за кои рече дека се легални, но на прашањата на новинарите околу големиот број дивоградби тврдеше дека тоа се шпекулации. Овие се со одобрение направени. Овие имаат при давање на одобренија и овие се влезени во одобренија. Значи не се диви градби. Вие само шпекулирате. Овде нема диви градби. А ова што го правиме доброволно и солидарно. И бараме пак велам фидбек план како да се развиеме. Мора да се развиеме. Сум рекол многу пати. Ако владата не ни дава можности да урбанизираме, да има планови за села, да има планови за градот, сигурно дека ќе градат на диво. А за тоа што се градело покрај Охридското езеро, говори првата инспекторка за животна средина Петровска. Мора да се обесхрабри во иднина изградба на било какви бесправно изградени објекти во заштитените подрачја. И сега сакам да дадам пример за еден инвентар на бесправно изградени објекти, кој што е направен од страна на општина Охрид, а по барањето на извештајот од реактивната комисија на УНЕСКО, се со цел да се утврдат критериуми врз основа на кои што ќе се врши легализација на бесправно изградените објекти. И сега во тој инвентар, на пример, има семејни куќи, потоа помошни објекти кон семејни куќи, има и викенд куќи, има мали комерцијални и деловни единици, има деловни простори, има лесна индустрија и има и стамбени згради А2 кои што се изземени со овој закон. Меѓутоа, што ќе правиме со деловните простори? Што ќе правиме со викенд куќите? Навистина, викенд куќи не градат социјално загрозени семејства, а викенд куќи имаме и во заштитените подрачја. Кон крајот на месец мај, по еден месец јавна дебата околу иницијативата, владата реши да го повлече предлог законот за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, кој се наоѓаше во собраниска процедура. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски вели дека се направени измени во текстот. Направивме сериозни дополнувања и подобрување на квалитетот на законот после сите опсежни консултации кои што ги имавме и со Асоциација на архитекти, и со Комора на овластени инженери и архитекти, со дел од политичките партии кои што дадоа своји сугестии, така што во еден од аспектите би сакал да напоменам дека заштитените зони и подрачја кои што во претходниот закон беа третирани, но со добиена согласност од надлежно министерство, сега се целосно исфрлени од овој закон, со што нема да може да биде ставен во правна рамка или во легална рамка објект кој што е во заштитено подрачје. Секако аспектот на проширување на границата на оние категории на граѓани кои што имаат ниски примања, за да не плаќаат давачки кон општините. Исто така за комунален надоместок ќе се прошири, ќе се опфати не само за социјално ранливите категории на граѓани, туку и за луѓето со ниски примања, и секако ќе има прогресивно плаќање на комунален надоместок согласно големината на објектот, заради тоа што овој закон е суштински потребен и се носи за ранливите категории на граѓани и за граѓани на кои што им е потребен кров над глава, не за нечи луксус, но и доколку тие имаат поголема квадратура на објектот, кој што сакаат да го стават во правна рамка, ќе се плаќа комунален надоместок по повисока стапка над одредена квадратура која што ќе биде зацртана.